Бидејќи опозицијата можете да ја ставите во наводници. Имаат соработка, имаат тајни контакти, се договараа дури и Мицко да влезе во владата. Сега он имаше одредени проблеми, затоа малку подолу во емисијата, но сега да се вратам на она што ми е реминисценција на неколку епизоди кои што поминаа, а на кои што се уште нема реакција. Тоа е зверското однесување на картелот на власт кон народот. Си ги зголемија платите за 78%. И мува не ги лази. Функционерите, министрите, пратениците, директорите и така натаму, веќе имаат некои над 120.000 основна плата. Одозгора на тоа, ви тврдам, не само што ви тврдам, бидејќи јас како Филип Петровски имам подкаст, ви тврдам како човек што има информации, дека најголем дел од директорите злоупотребуваат дневници, коли службени, бензин и се што може како трошок да се злоупотреби. Ако го земете тоа во еден временски период од месец дена, они имаат најмалку 3 до 4 илјади евра месечен приход. Тоа значи дека во еден мандат од 4 години они прават околу 200.000 евра личен приход. 200.000 евра е период од прилика 20 до 30 години работа со просечна плата во Македонија. Значи, еден пратеник, министер, директор или функционер кои често имаат лажни дипломи, низок IQ, никакви способности, само политичка припадност и блискост до некој, дали е тоа со гребење или фамилиарно, многу често фамилиарно, фамилиите на лидерите и на моќниците во партиите се сите ухлебени. Имаат по 50 до 100 луѓе од пошироки семејства ухлебени на раководни позиции. Тие луѓе вредат како 10 од вас.